Добро утро, да, ветивме уште во првото линковско вклучување, ова второ јавување од Прилеп го посветуваме, а и заслужено, на Македонскиот театарски фестивал во Чернодрински. 60 години, 6 децении македонска презентација на театарот, велиме секогаш мигот во кој се наоѓа македонскиот театар, но и на состојбите и на постигнувањата и каде оди. Зашто годинашново мото на фестивалот е храбриот нов театар. Многу убаво мото, лично и мене ми се допаѓа многу, а јубилејното издание навестува многу богата програма. Подетално за фестивалот говориме со нашата гостинка во утринската програма, Ана Стојановска, директорка на фестивалот. Добро утро. Добро, нека е честит јубилејот, да речеме. Благодарам за многу години да е на фестивалот. Така е. Точно по една недела и од петок почнува свечено Македонскиот театарски фестивал. Неслучајно сме пред зградата на театарот Војдан Чернодрински во Прилеп. За сега е само изложбена некако. Се надеваме кога ќе се обнови, ќе биде повторно куќата на Прилепскиот театар. Овде сме со причина. Се нешто почнува одавде како време па се до центарот на Прилеп, до Центарот за култура Марко Цепенков. Значи на 7 јуни 1965 година, точно во 19:30 часот, од ова место тука почнал, се родил нашиот фестивал. Идејата била на едно место да се соберат македонските театарски продукции, да се види најдоброто и да им се оддаде почит и почест на тие што го правеле театарот во тоа време. За таа цел, за отворањето на овогодинешното јубилејно издание, пред официјалниот почеток на представите, замисливме една изложба која што ќе биде своевиден времеплов 60 години на фестивалот Војдан Чернодрински. Почетокот на патеката е токму од тука. Изложбата е хибридна и дигитална и аналогна во духот на храбриот нов театар. Ке презентираме артефакти од историјата на фестивалот на 5 точки низ градот. Првата е тука, втората е музеот на икони, третата е од градскиот сад, четвртата е пред фамозните реклами каде што сите информации за градот стигнуваат и завршуваме пред Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Таа изложба своевидна ќе биде раскажување на историјата на фестивалот со актери кои што тоа ќе го имат во функција да и се доближат на публиката сето она што било во минатото и да овозможат пренос кон иднината. Потоа ќе отвориме во Центарот за култура, каде што ќе бидат доделени наградите за животно дело. Ова година имаме 4 добитници на наградите за животно дело. Актерите, театарски уметници, сценографи, значи Атила Клинче, Сашо Миленковски, Веби Керими и Љубомир Чадиковски. Собранието ова година одлучи поради јубилејот да додели 4 награди за животно дело. Истовремено, значи, ќе проектираме нашиот документарен филм за историјата на фестивалот и потоа ќе почнеме со свеченото, почетокот на фестивалот, официјалниот дел од програмата. Фестивалот ќе го отвори представата Мачки на глава на Драмски театар Скопје. Имаме богата програма, велиме општо 10 представи во официјалната конкуренција, 4 во ОВ програмата, автор во фокусот, тркалезни маси, изложби, проекции, промоции. Што е тоа всушност во понудата? Во понудата има за секој тип на публика интересни настани, значи од почетокот на денот ќе ни тргне со децата. Секогаш кажам, мојата најсакана зона на фестивалот, тоа е детската зона пред градскиот сад. Потоа одиме со промоции на театарска литература. Имаме разговори на тркалезни маси, тоа што го воведовме, да разговараме отворено и директно за театарот. Имаме многу интересни 3 дискусии, 2 во форма на научни трибини и една панел дискусија, поврзани со театарот денес, со менталното здравје и театарот, меѓу другото, и општествениот контекст за театарот. Така што мислам дека и тоа ќе биде интересно за публиката. Исто така, цело време се обидуваме да ги вклучиме сите гледачи во сите медиуми, да речам, така што ќе имаме програма што оди и на интернет и програма што оди во живо во Прилеп. Кога спомнавме интернетот, од четвртокот онлайн се продаваат билетите, има огромен интерес, се бара билет повеќе.
Од друга страна, автор во фокусот да подсетиме? Автор во фокус е Дејан Дуковски и кој е неофицијално поврзан со завршницата. Да, меѓутоа сите активности кои што се дел од фестивалот, како да пречам уличните програми што ги правиме со студентите од Факултетот за драмски уметности, ќе бидат представи, мали представи поврзани со текстовите, односно драмите на Дејан. Во недела на 7 јуни е ден на авторот во фокус. Во утринските часови тоа е драмолетање програмата за новите драмски автори, а подоцна имаме отворање повторно на уште една изложба, а тоа е изложбата на постерите на представите на Дејан Дуковски, промоција на неговите книги со драми, еден мал разговор со авторот во фокус. И имаме уште една изложба, а тоа е Прилеп во фокус, од минатата година како што почнавме, ова е второто издание, овој пат посветено на тројца актери великани, значи Благоја Ивчевски, Трајче и Лидија Ивановски, и тие ќе бидат сместени изложбите во кај нашите пријатели, бидејќи како што знаете низ Прилеп секаде има пријатели на фестивалот и сите тие места ќе бидат дополнително означени и ќе биде информирана публиката. И за крај на нашиот разговор, кој е суштинското? Постојано го поставуваме тоа прашање, кој е суштинското значење на оваа најреномирана манифестација кај нас, буквално за македонскиот театар? Ова е најстариот и најзначајниот театарски фестивал кај нас. Тие награди што ги доделуваме им значат многу на сите добитници и постојано низ историјата на театарот се посочува токму овој фестивал. Сметам дека Прилеп како град го заслужува фестивал, прилепската публика го сака овој фестивал и сметам дека треба да направиме максимални напори да продолжи да обстанеме уште многу години, не само овие 60. Нека е Ирлија, само да подсетиме, со нетрпение се чека почетокот на Македонскиот театарски фестивал, 60-то јубилејно издание. Значи, ќе уживаме, ќе биде празник на театарот од 5 до 12 јуни.